Во близина на Велес, на местото каде што Црна река се влева во Вардар, се наоѓал стариот град Стоби. Во првото столетие на новата ера, тој бил најголемиот град во северниот дел на римската провинција Македонија. Поради неговата стратегиска положба, но и угледните жители, во 69-та година Стоби бил прогласен за муникипиј. Со цел да биде нагласен римскиот статус, за надписите на монетите било користено латиничното писмо, а не хеленското, кое што преовладувало во градот. Ковницата работела со прекини, а се активирала во моменти кога имало поголема потреба од ситни бронзени пари, веројатно кога во градот престојувале единици на римската империјална војска. Од 1 до 3 век градот Стоби издавал пари во името на 11 римски императори, императорки и кајсари, како и псевдоавтономни монети. Задната страна на монетите содржи богата иконографија. Во почетокот преовладувала представа на храм. Следувала иконографија во која посебно место има божицата на среќата и заштитничката на градовите Фортуна Тихе. Подоцна нејзиното место го зазела победоносната Викторија. Карактеристична представа, честа кај римските провинцијски монети, е персонификација на речно божество, чиј култ локално бил почитуван. По Стоби, тоа се речните божества Акси и Еригон, античките имиња на реките Вардар и Црна река. Како локална карактеристика, особено е интересна представата на бикот. Неговото почитување имало долга традиција во регионот на Стоби, кој што во подалечното минато бил дел од територијата на пајонците. Владеачката елита во Стоби имала известно влијание врз изборот на мотивите, а така одредени елементи на локалниот градски идентитет нашле свое место во монетната иконографија. Во музејската поставка е изложен дел од збирката монети ковани во Стоби, единствена ковница што била активна на македонската почва во римскиот империјален период.